Ресена и критична точка во државата. Поради интензивните врнежи од дожд, Болска и Источка река се излеа своите корита и поплавија над 50 куќи во Царев двор и Дрмени. Евидентирано излевање и на голема река, чиј водостој изнесува 210 сантиметри. Заседаваше кризниот штаб. Стручните тимови со часови ја испумпуваат водата од објектите и дворовите, активирани се и багери. Цел ден беа ангажирани екипи на јавните предпријатија на Македонија пат, како и приватни лица. Општината Ресен со сите сили и средства и на терен ќе биде и вечерва. Критичните точки се чистат, постојано се црпи водата од куќите. Сме во постојан контакт и со директорот на Центарот за правување со кризи, градоначалникот на општината и другите засегнати субјекти. Денеска во 16 часот се одржа и кризен штаб и ќе се постапува по заклучоците од штабот. Водата во Ресенско да не се пие, предупредуваат од ЈКП Пролетир, бидејќи измешана со атмосферската. Водата од градскиот водовод привремено не се препорачува за пиење до наредно известување. Поплавите не го поштеди и Охридскиот регион. Мештаните од Дорман ценат дека од силните дождови се уништени 90% од бавчите. Најавија и тужби. Верувајте, 90% од бавчите и пластениците се веќе уништени. Верувајте, оштарниците еден голем дел од Дорман па се скоро до Железничка, посебно тој дел натака према Билјанини извори, секој воштарник е оштетен. Имаме десетина куќи од мостот кај Орман према Железничка, сите се под вода. Има тука неколку магазини, човек што се бави со сточарство, неколку тон, десетина, може 20 тони храна под вода. За 2 метри е зголемен водостојот на Дебарското езеро, и тоа само за 4 дена. Со полни рад за работа се и службите на ЦУК. Преку текот на денот во билтенот на АМСМ евидентирани се прекини на повеќе патни правци и одрони. Службите ќе имаат работа и викендов, земајќи в предвид најавата на синоптичарите за пообилни врнежи од дожд. Властите не ја исклучуваат можност од прогласување на кризна состојба во Ресенско-Преспанскиот регион во следните денови. Габриела Лескова, Сител телевизија.